Почитувани, во понеделник, 4 декември од 10 часот почнува разгледувањето на буџетот на Република Македонија за 2024 година. Ова е добра вест затоа што представува последниот буџет што ќе имаат можност да го представат криминалното дуо ДУИ СДСМ. Вклучително со буџетот за 2024 година, СДСМ и ДУИ во периодот од 1 јуни 2017 година потрошија, планираат да потрошат над 30 милијарди евра. Со тие пари можеше да се изгради нов клинички центар, да се заврши започнатиот во Штип, можеше да се гасифицираат домаќинствата, да се заврши автопатот Кичево Охрид, Скопје Блаце, но и да се започне изградбата на нови автопатски делници. Со 30 милијарди евра можеше студентите на ФИНКИ и ФФК да имаат современи услови за настава и учење, да има нови и реконструирани студентски домови, можеше постојната железничка инфраструктура да биде реконструирана, а пругата кон Бугарија да е во завршна фаза. Можеше да се направи многу, но избраа да испумпуваат пари преку рек Битола и ТЕЦ Неготина, да се изнајмуваат просторот себе преку државна лотарија, да ја крадат скапата биолошка терапија од клиниката за онкологија. Можеше многу работи да се направат, но избраа да крадат и да остават пустош зад себе. Буџетот за 2024 година е досега историски највисок, нереален, предизборен и составен така, за да може неколку месеци пред изборите да се испокраде и подели помеѓу бизнисмените од власта. Ништо од макроекономските проекции не е точно, како што не беше ни изминатите години. Повторно ќе се обидат да направат предизборен подкуп и да се ги остварат личните бизнис интереси, додека народот ќе живее уште посиромашно, а стопанството ќе продолжи да тоне. Македонија денес представува земја со најнизок економски раст во регионот. Корона криза и војна во Украина се реалност која ги погоди сите економии во регионот, но нашата влада најлошо се снајде и тоа е факт кој го нотираат сите меѓународни финансиски организации. Инфлацијата во изминатите 2 години надмина 30%, а кај храната и електричната енергија кои се неопходни за нормално функционирање достигна и над 50%. На само еден месец до 2024 година задолжени сме како никогаш досега. Прашање на денови е кога јавниот долг ќе надмине 9 милијарди евра, пари кои ќе треба да ги враќаме ние, а и нашите внуци. Само за камати во 2024 година ќе се исплатат над 270 милиони евра, историски највисок износ за оваа намена. Владењето на СДСМ и ДУИ скапо ги чини граѓаните, но за 6 месеци секој од нас ќе има можност да им испрати порака од позади параванот со својот глас. Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија поднесе 250 амандмани со кои за последен пат ќе се обидеме да ги вразумиме колегите пратеници од мнозинството дека владиниот буџет треба да биде за граѓаните, а не за бизнис сделките склучени на Илинденска, Бихаќка и Мала Речица. Ќе инсистираме да се прифатат амандманите кои се однесуваат на намалување на ДДВ за храна, струја, огревно дрво, но и намалување на неколкократно зголемената акциза за горивата. Ке бараме за студентите зголемување на субвенцијата за студентски оброк, но и стипендиите. Во соработка со граѓанскиот сектор поднесовме амандмани кои се однесуваат на мерки за намалување на аерозагадувањето, кое е алармантно. Поднесовме и низа амандмани кои се предлози на синдикатите, стопанските комори, организациите на работодавачите, на потрошувачите. Граѓаните знаат дека дуото СДСМ ДУИ е сидро која ја влече државата напред, ама кон дното. Важно е дека се ближи денот кога ќе започне обновата на Македонија. Ви благодарам.